Во прекинот на водоснабдувањето во саботата во Скопје извршен е вонреден мониторинг од страна на секторот за санитарна контрола на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје, каде е констатирано дека водата е санитарно исправна и граѓаните може непречено да ја користат. Според Центарот за управување со кризи, мониторингот опфатил 9 клучни места: Автокоманда, Сингелиќ, Маџари, Новолисиче, Центар, Драчево, Пржино, Ѓурче Петров и Карпош, од каде биле земени примероци од водата за пиење, кои потоа биле физичко, хемиско и микробиолошко лабораториски тестирани. Покрај теренските мерења на рутинските параметри, тестирање било изведено со стандардни методи и јонска хроматографија за физичко-хемиската анализа, како и со полимера за верижна реакција, метода за микробиолошката анализа. Според добиените резултати, сите примероци физичко-хемиски и микробиолошки се во согласност со правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, со што е констатирано дека водата од водоснабдителниот систем на град Скопје е санитарно исправна и граѓаните може непречено да ја користат, стои во соопштението на Центарот за управување со кризи. Оваа недела на 29 декември Скопје ќе блесне во празничен дух со јубилејното 10-то издание на традиционалната трка на Дедо Мразовци, што ќе се одржи на плоштадот Македонија. Трката, освен надпреварувачкиот карактер, нуди и многу забава и е отворена за сите, од најмладите до највозрасните. Со должина од само 2 километри, патеката е совршена за целото семејство, вклучувајќи ги децата во придружба на нивните родители. Пријавувањето е во тек преку веб страницата prvdovvrv.mk Дедомразовска и трае до 25 декември. Со пријавувањето добивате целосен Дедомразовски костум, палто, панталони, капа, ремени, брада или пак женски комплет со фустани, капа со плетенки. Стартот на трката е закажан на 29 декември, недела во 12 часот, а подигнувањето на стартните пакети започнува од 10 часот на денот на трката на плоштадот Македонија. Организатор на трката е Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до Врв, со подршка од Пивара Скопје и градот Скопје. Учесниците на трката можат да очекуваат лотарија со новогодишни желби, награди за најбрзите Дедомразовци, Баба Мразици и мрзулчиња, новогодишно пакетче за секое дете по 10 години, како и музичка програма, фитнес загревање и свечена церемонија за победниците. Скопје утринава се најде на 11-тото место на најзагадени градови во светот и прв во Европа. Имено Скопје утрово повторно се најде на листата како најзагаден град во Европа, според моменталните податоци на платформата IQR. Индексот на загаденост изнесува 157, што го става главниот град во категоријата на небезбеден воздух за дишење. Најзагаден град во светот беше Делхи во Индија, потоа Акра во Гана и Каиро во Египет. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во периодот од 16 до 22 декември 2024 година со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 155 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар велат од јавното претпријатие секојдневно водат грижа за да го доведат во ред сообраќајниот хаос, настанат од непрописно паркираните возила на територијата на општина Центар. Потсетуваат на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот со цел одржување на ред и безбедност на улиците. Општина Центар информира дека и годинава во среда на 25 декември со почеток во 19 часот ќе се одржи настанот Джез под ламба на пијацетата кај италијанската амбасада. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски информира дека на овој настан граѓаните ќе имаат можност да слушаат джез верзија на македонските евергрини од Искра Србиновска квартет, но и да пробаат греено вино и печени костени. Во среда ги слушаме омилените македонски евергрини во джез верзија.
Ги повикувам сите граѓани кои сакаат да слушнат добра македонска музика, да дојдат и заеднички да го прославиме нашиот културен идентитет, да уживаме во музиката во пресрет на новогодишните празници. Се гледаме на македонски джез, порачува првиот човек на општина Центар Горан Герасимовски. Настанот Джез под ламба е во организација на општина Центар, а во соработка со MG Music продукција. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје известува дека во текот на изминатиот викенд нивните екипи реализирале активности за отстранување на приближно 65 кубни метри отпад од диви депонии, лоцирани во скопските општини Чаир, Газибаба и Кисела Вода. Повторно интервенирано на булеварот Никола Карев, Пластичарска улица, каде што се подигнати 20 кубни метри, претежно мешан комунален отпад, одложен на јавна површина на аголот со улицата Максут Садик, во непосредна близина на детското игралиште, информираат од Комунална хигиена Скопје. Во општината Чаир се отстраниле 15 кубни метри непрописно одложен кабаст и градежен отпад на неколку локации во населбата Топана, како и на булеварот Македонско-Косовска бригада. Екипите на предпријатието во текот на викендот подигнале и 10 кубни метри отпад одложен долж булеварот Александар Македонски. Воедно расчистиле и приближно 20 кубни метри кабаст и отпад од картонски пакувања, одложени на јавни површини, на улиците Димов Хаджи Димов и Невена Георгиевска Дуња, во скопската општина Кисела Вода. Велат во соопштението јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно